Во јавноста има безброј шпекулации околу тоа дека Сотир Лукровски сакал да се повлече од градоначалничката позиција, па се оди и дотамо дека доколку се повлече ќе мора да има нови избори во општина Карпош. Согласно законот, ова што претходно го кажавте. Што велат вашите информации? Вие како министер за локална самоуправа, дали можеби имате средба или разговарано со... Значи, ние сме институција, ние сме Министерство за локална самоуправа и во рамки на владата не можеме да носиме одлуки или решенија на хипотетички или замислени ситуации. Точно е дека се изначитавме се и се што во изминатите денови, но сето тоа е базирано на шпекулација. До овој момент, јас одговорно тврдам дека во рамките на Министерството за локална самоуправа, од страна на општина Карпош, немаме добиено никакво известување во делот на некаква потенцијално поднесена оставка од страна на градоначалникот на општина Карпош. Следствено на тоа, како Министерство за локална самоуправа, немаме ни по што да постапуваме, бидејќи немаме фактичка ситуација настаната. Оно што сакав да го кажам како одговор на првото прашање е следното. Оваа можност за именување на заменик градоначалник од редовите на советниците ја користат сите градоначалници во Република Македонија, од сите политички партии, без исклучок. И тоа е уредено со закон. Апсолутно. Треба да ја коментираме или констатираме фактичката состојба која што во моментот се случува во општина Карпош. Градоначалникот, Сотир, именува негов заменик од редовите на советниците во општина Карпош и тука нема ништо спорно. Све надвор од тоа е имагинарна и хипотетичка ситуација. Мене ми е многу жал што одредени политички структури или можеби и индивидуалци растураа пердуви во медиумите во изминатите неколку дена и на тој начин создадоа една, би рекол, непријатност кај граѓаните на општина Карпош. Главната суштина е следна. Општина Карпош функционира и во моментот испорачува услуги кон граѓаните. Се останато е имагинарна ситуација. Дали ќе поднесе, ќе се врати, дали ќе поднесе оставка, дали ќе се врати и така. Се останато е ирелевантно во овој момент. Во овој момент фактичката ситуација е таа и по таа треба да се работи.